Зголемување на бројот на заболени од грип за време на новогодишните и божикните празници беше најавата од страна на инфектолозите, што се покажа како точна. Последната недела од евиденцијата на Центарот за јавно здравје од Битола бележи пораст на заболени и покрај што битолчани имаат здравствена култура благовремено да се вакцинираат против сезонскиот грип. Се докажа дека најповеќе го има вирусот на грип H3N2, кој што од кој што тип има подтипови во однос на нивната генетска структура, така да овој тип на антигена структура на H3N2 вирусот на грип не е ист како оне што го има во вакцината. Значи, антигенската структура се разликува. Така да постои голем ризик за постарата популација да добијат грип и покрај тоа што се вакцинирани на некој начин. Веќе 2 недели на инфективното одделение при Битолската клиничка болница се работи со полна пареа. Дневно помош бараат над 100 пациенти од сите возрасти заболени од сезонскиот грип. Чекалната за прегледи преполна, а за примање на потребната терапија се бара кревет повеќе. Инфектолозите велат дека се работи за пациенти со слични симптоми: покачена температура, мускулно-зглобни болки, малаксаност, кашлица или воспалени дишни патишта. Моментално, со оглед на временските услови, претпоставувам дека бројот ќе се зголемува и понатаму во текот на овој месец, и мислам дека ќе има некаков пат од февруар месец. Пациентите со потешка клиничка слика се хоспитализираат. Познавачите истакнуваат дека пред 5 години бројката на заболени беше многу поголема. Меѓутоа, овој нов тип малку напред забуна и затоа одеднаш имаме нагло голем број на заболени. Значи, од 9 на 800. Значи, за една недела нагло се мена клиничката слика, се мена епидемиолошката состојба во однос на грипот за краток временски период. Грипот бара повеќе дневна терапија и дека први на удар се блиските средби. Препораката до граѓаните е најмногу да се конзумира витаминот С преку храна или во синтетичка форма, а до заболените е да избегнуваат масовни контакти, да мируваат во топла просторија и да конзумираат што повеќе течности, топли напитоци и витамини.